понеделникот имавме во посета господинот Хиронори Савада, амбасадор на Јапонија во Македонија, а целта на посетата беше донирање на дигитален рентген апарат Шимацу, кој што е апарат од најнов и најмодерен тип. Што значи тоа за нас? Тоа е еден апарат кој што работи дигитално и ги сфрламе комплетно старите апарати аналогни, каде што имавме потреба да купуваме касети, да купуваме рентген филмови, па зрачењето беше повисоко, па сето тоа бараше многу повише персонал. Сега со овој нов апарат сите тие работи се намалени, сликите се многу попрецизни, диагностичките слики што ги добиваме. Немаме економски поисплатливо ние со овој апарат и зрачењето на пациентите и на вработените е со многу помала зрачна доза. Апаратот ние фактички го добивме уште минатата година. Имаше процедура околу адаптирањето на просторот, кое што ние сами го направивме и само што пристигна апаратот го монтиравме, така да он почне да работи во септември минатата година. Меѓутоа, поради пандемијата, не бевме во состојба, амбасадорот предложи да го направиме тоа кога ќе се смири состојбата, меѓутоа за целото тоа време апаратот многу нас ни се најде, работевме интензивно на него, направени се 17.000 прегледа од тој период до сега, што е една завидна бројка. Се надевам ќе продолжи понатаму со истиот апарат и дека ќе биде во кондиција. Самиот апарат кошта околу 64.000 евра. Целиот е донација, тоа беше проект на Јапонска амбасада, конкуриравме пред 2 години, се работеше сериозен проект заедно со колешката Дејановска како раководител на рентгенско радиолошко одделение и после долги контроли и процедури успеавме да ја добиеме донацијата и со самото тоа и да го инсталираме апаратот да оставиме во функција. Во оваа прилика убаво е да кажам, да знаат граѓаните дека ние во пролетта добивме 2 рентген апарата донација од Министерството за здравство. Едниот беше портабл рентген апарат кој што повеќе би се користел за заболените од коронавирус, а другиот беше компјутеризирана томографија, апарат за компјутеризирана томографија, кој што нашиот веќе беше расипан. И беше расипан и направивме напори, пошто беше многу скапа поправката на стариот томограф, направивме напори во Министерството и некаде за 2-3 месеца ние го добивме апаратот, адаптиравме и простор, меѓутоа процедурите околу монтирање и пуштање на тој апарат се малку посложени и дури во понеделникот се совпаднете исто така со посетата на амбасадорот, добивме и дозволата од Агенцијата за јонизирачко зрачење дека можеме да почнеме да работиме со компјутеризираната томографија. Тоа многу значи за нашиот регион, бидејќи еден период од 5-6 месеци стварно беше сериозен проблем каде ќе одат, каде да се сликаат пациентите. Исто така добивме од Министерството напоредно во тој период и еден портабл ехо апарат, кој што моментално го користат на интерното одделение. Тоа би било углавном околу новите работи што се случуваа, макар да имаше и многу други повеќе нови работи. Ние изминатава година интензивно работевме на проектот Кометеч и го завршивме. Тоа е проект за диабет. Со колешката тоа го работевме повише. Ги адаптиравме целата менза поранешна на болницата. Сиот тој простор беше руиниран и го адаптиравме, го претворивме во кабинети и амбуланти за интерното одделение, така да пациентите сега немаат потреба да одат горе на 4-ти спрат, него право тука директно ќе се врши услугата нивна. Исто така тука успеавме 2 простории сериозно да ги опремиме за 2 диагностички методи. Тоа е ендоскопска диагностика на горни и долни дигестивен тракт, поточно гастроскопија и колоноскопија. Гастроскопијата веќе почна да работи, купивме гастроскоп и колоноскоп ние. Тоа се исклучува од наши средства. И за колоноскопот, како нова метода која во Велес не е работено, останува уште да договориме со некои од професорите, како логистика да доаѓа со нашите колеги да
помогнат во првиот период, додека нашите колеги се малку се поостручат и се поедуцираат. Така да тоа би било ново. Исто така купивме нови дополнителни делови за лапароскопска хирургија и хируршко одделение. И исто така, оваа прилика можам да кажам, сериозно развиваме ортопедијата. Последниве 3 години доста инвестиравме во ортопедијата, но покажаа доста и колегите таму енергија, заеднички да истераме работата, бидејќи таму се работи за нешто поголема инвестиција во остеосинтетски материјал, во мобилен рентген апарат, во специјален стол за оператива и годишно трошиме негде околу 200 протези, што е многу сериозна бројка, не за нашиот град, туку и за Македонија. Нас почнаа да ни идат пациенти од Скопје, од Кочани, од Штип, од Радовиш, Неготино, Ковадарци, така да веќе станавме препознатливи.